Вработените кои имаат високоплатени работни места немаат речиси никаков ризик да ги загубат. Проблем имаат работниците со најниски примања кои се почесто се соочуваат со откази. Иако е глобална пандемија и секојдневно се зборува за криза, просечната плата во нашата држава во последната година се зголемила за 39 евра. Сега таа изнесува 447 евра и е за 9,6% повисока од истиот период лани. Секако, вака зголемениот просек не се однесува за најголемиот дел од граѓаните кои и без тоа не веруваат во него. Речиси 450 евра за нив е недостижна плата, но најновиот просек има свое објаснување кое исто така не е добро. Станува збор за промена на структурата на вработените. Многу работници во периодот на криза добија откази, а на работа останаа оние со повисоки плати, пошто е нормално просекот да биде поголем. Објаснува професорот Дарко Лазаров. Најниски плати во август били исплатени во секторот хотелиерство, сервисните дејности за храна и земјоделските претпријатија и задруги. За разлика од нив, и при ваква состојба во некои гранки зголемување на платите има. Тоа е енергетскиот сектор, рударството, IT компаниите, комуникацијските и финансиските дејности. Сите тие имаат подобра финансиска состојба, а короната во делот на платите за нив како и да не постои. Инаку, пак во споредба со лани, потрошувачката кошница е поскапа за 13 евра, а од вкупните примања 42% се трошат за храна и 32% за плаќање различни комунални и други сметки.